učenici, dobar dan. Ja sam Marija Kuneska, psiholog LDS Sportska akademija. Na današnji čas, gdje se zapoznajemo, su socijalni faktori koji vlijaju kroz psihički razvoj, odnosno na današnji čas gdje obravutimo temata ulogата на родителите, училището и врсниците върз психичкият развой на индивидуата. На ovaj čas zajednički ќе научиме која е улогата на родителите од психичкиот развој на индивидуата, кои се стиловите на родителите и зошто се важни, како раните искуства со родителите влијат на развојот на индивидуата, која е улогата на училиштето во развојот на индивидуата, што усвојува и што гради индивидуата од влијание на училиштето, каква е улогата на врсниците во социјалниот развој на индивидуата и каква е улогата на тие врсници врз целиот развој психички на индивидуата, односно влијанието на врсниците во периодот на адлесценција. Сите ние, додека растеме, се градиме како личности, се сретнуваме со разноразни влијанија однадвор кои ни го обележуваат нашиот пат на растење. Ние се развиваме како последица на влијанието на тие социјални фактори кои не создаваат нас како целина. Ние формираме особини под влијание на средината. Средината најчесто има стимулативно дејство, бидејќи нејзините индикатори се неопходни во психичкиот развој на индивидуата. Затоа, например, еден талентиран спортист, како што сте вие, нема да ги покаже неговите физички вештини, способности, ако пораснал во средина, што не го потикнувала неговиот внатрешен талент и не му возможила да тренира и да го усовршува неговите природни способности. Ајде во продолжение да ги запознаеме срединските фактори кои влијаат на нашиот развој во текот на животот и на кој начин токму тие фактори влијаат на нашиот развој. Најпрво ќе се запознаеме со улогата на родителите. Од трите најбитни улоги во развојот на индивидуата, родителите, училиштето и врсниците, се запознаваме со првата и основна улога во развојот на индивидуата, односно улогата на родителите. Сите вие знаете дека улогата на родителите е многу битна во вашиот живот и така неминовна. Родителите се првиот контакт со детето и тие се првите кои го воведуваат детето во неговиот развој. Затоа, оваа улога во целиот живот е многу силна и значителна за тоа како ќе се одвива развојот на индивидуа. Во минатото, например, врската помеѓу мајката и детето се смитала како најсилна врска во животот на човекот. Затоа, улогата на мајката била клучна и таткото бил во сенка. Сега се смета денес дека тие две улоги се изедначени, мајка, татко и дете. Се смета дека двете фигури, и мајката и таткото, се подеднакво битни за правилен и здрав психички развој на детето. Многу е битно да се напомене дека во улогата на родителите значаен дел е квалитетот на времето кој го поминуваат со своето дете, за да има побогат и поквалитетен психолошки развој. Квалитетот всушност подразбира пружање љубов на своето дете, посветување внимание на своето дете и подучување на детето на добри постапки и навики. Ако родителите времето со своите деца го поминуваат карајќи се и отфрлајќи ги интересите на детето, тогаш тоа дете нема да израсне во добра средина и нема да има правилен психички развој. Затоа, што нам ни укажува дека развој на индивидуата е од голема зависност од стиловите на родителство.
Постојат 4 типа стилови на родителство според психолозите. Првиот тип е авторитарен. Кога родителот вика молчи, не прашувај, затоа што јас велам така. Од овај тип на родители произлегува анксиозно дете, повлечено дете, неисторечено дете. Втор стил е стилот авторитативен. Всушност, родителот презема одговорност и грижа над детето и го води детето на патот на живот. Го почитува детето и го сака. Од ваков стил на родителство произлегува сигурно и среќно дете со самодоверба, дисциплина и почит. Понатаму одиме трет родителски стил е пермисивниот стил. Во овој стил родителите најчесто кажуваат ако синко, прави што сакаш, ако. Од ваквиот стил на родителство произлегуваат бунтовни деца, немаат само контрола над нештата понатаму во животот и тешко задржуваат внимание, затоа што уште како малечки научиле дека можат да прават што сака. Четврти стил е стилот на одбивање. Немам сега време за тебе, би рекол ваков родител, бидејќи многу повеќе се посветува на себе си. Од ваквите родители произлегуваат анксиозни деца, кои се полни со недоверба и нема да развијат самодоверба. Одиме понатаму. Всушност, раните искуства со родителите одбележуваат голем дел од развојот на индивидуата. Токму во овие рани искуства, улогата на родителите е клучна. Секое искуство на детето влијае на начинот на кој тоа ќе размислува, ќе се чувствува, како ќе се однесува и како ќе учи понатаму во животот. Искуството кое детето ќе го помине со родителот, го бележи неговиот психолошки развој на самата индивидуа, низ целиот негов живот. Затоа, битно е родителите да поминуваат квалитетно време со своите деца, како што кажавме овај. Оно што сте вие денес е голем дел од поминатите искуства со вашите родители. Улогата на вашите родители не е само наследниот фактор, туку се што правеле, се што ви зборувале, начинот на кој ве учеле. Сето тоа создава неизбришливи траги во мозочните сфери, при што родителската улога бележи влијание врз постапките на индивидуата низ целиот живот. Тоа влијание е последица на воспитниот фактор од вашите родители во текот на детството. Воспитанието од родителите е највлијателниот фактор врз вашето однесување, врз вашиот успех низ животот. Начинот на кој вашите родители ве воспитувале се огледа во претходно наведените родителски стилови. Во зависност од родителските стилови, вие градите личноста од најмали носе. Ајде да размислиме, односно размислете, дали вие денес би биле толку успешни спортисти, ако не беа вашите родители такви какви што се, односно, дали вие би стигнале до успехот до кој што сте, ако не сте имале поддршката од вашите родители, или може би сте ја немале. Размислете подлабоко на овие прашања. Одиме понатаму. Ајде да се навратиме во вашето детство и да размислиме. Кое искуство од детството со вашите родители ви оставило најсилни траги? Колку вашите родители биле причина за она што сте вие денес успешен спортист, која е поврзано со горе наведено? Секогаш, кога се навраќаме на минатото, ја согледуваме улогата на нашите родители и нејзиното влијание врз нашите постапки. Одиме со вториот фактор кој влијае на психичкиот развој на индивидуумот, улогата на училиштето.
Втора многу битна улога е улогата на училиштето. Училиштето пред се е значаен фактор во социализацијата на индивидуата. Интересно е што училиштето на почетокот е многу голема промена во животот на детето. Но и на родителот се менува секојдневниот живот, како на детето, така и на родителот. Се менува светот на детето. Тоа на почетокот представува една друга перспектива во очите на детето и начинот на кој ќе ја доживеат. Подоцна, училиштето станува доминантно во развојот на детето. Освен барањето и потребите на детето за одредени знања кои ги усвојува во училиштето, детето се соочува и со други барања и потреби од околината, за да се признае неговиот успех. На детето почнува во училиште да му бидат битни другите, соучениците и наставниците. Што мислат тие за неговите постигнувања? Не само што мислат родителите. Училиштето ја презема улогата на вредносен фактор. Одиме понатаму. Како се случува развој во училиштето? Индивидуата голем дел од својот живот го поминува во училишните клупи. Затоа од училиштето не усвојува само знаење и одредени практики, туку го развива и својот вредносен систем, способно за комуникација, формира ставови, гради врски со другите, станува одговорно, се успособува да го користи знаењето. Многу од вредностите детето ги учи во училишните клупи и во училишниот двор меѓу врсниците. Почитувањето, одговорноста, самостојноста, морални принципи, емпатијата, доблеста и помагањето ги учи токму на ова место. Токму на тој начин се создава личноста на индивидуата, но тука систематски и планирано. Одиме понатаму. Сега, кога ги кажавме предностите на училиштето и она позитивното што сте го усвоили од училиштето, ајде, навратете се наназад и размислете. Ако не би посетували училиште, што би изгубила? Следна трета битна улога во психичкиот развој на индивидуата е улогата на врсниците. Многу битна улога на врсниците, која е една многу влијателна врз сите нас. Односите меѓу врсниците се условни за социјалниот развој на индивидуата. Врсниците исполнуваат голем дел од она што му е потребно на детето за да се развива здраво и во соодветна средина. Бидејќи потребата од другарување и пријателство ја зголемува оваа улога на врсниците во животот на индивидуот. Токму во овие другарувања, детето е ставено пред многу предизвици, тоа како да комуницира со другите луѓе, како да се согласува или да не се согласува со нив, како да се бори за своите ставови и за себе, како да се одбрани од напади и како да ги разреши конфликтите во кои ќе се најде, како да биде добро кога другите не се, дури и кога е тешко, како да биде лојално и да се залага за другите и слично. Додека ги поминува овие предизвици, детето се гради како личност заедно со своите врсници. Затоа, врсниците влијаат на ставовите, однесувањето, комуникацијата, создавањето на личност. Влијанието станува поголемо во периодот на адолесценција, период во кој сте вие сега. Потребата од дружење е примерна во периодот на адолесценција. Ова е период кога најважни ни се другарите. Ајде да размислиме за нашето дружење во овој период и погледнете ги сликите. Сигурно, некаде во овие слики и овие два искази можете да се видите, односно во вториот исказ. Детето се гледа себе си во очите на другиот. Во адолесценцијата најчесто е така и затоа често
одживуваме овој првиот исказ од нашите родители, кога ќе се скараме, ако твој другар се фрли од мостот, по него и ти ќе се фрлиш. Знаат да ни кажат родители.